Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Витанез. Екстра мајонез. 20 години со вас. 100% дезодорантска заштита, инспирирана од најдоброто од природата. Ново, Nivea дезодорант Pure Natural Action, со состојка идентична на природниот биофлорин. Неговата антибактериска формула возможува 100% дезодорантска заштита, дозволувајќи на кожата да диша. Ново, Pure Natural Action од Nivea. Ало? Како тоа сме се смувале, а јас не знам. Кога најмногу ти треба, со VIP Prepaid зборувај цела недела, секоја недела, за 0 денари минута, со цела VIP мрежа. Активирај опцијата преку SMS и доби 500 бесплатни минути неделно за 79 денари. И избери VIP Prepaid комплет со Nokia телефон за само 999 денари. Повеќе за вас. VIP. Македонија една деценија беше независна, но исто толку зависна од стравот дека некој постојано ја демне за напад. Оние кои требаше да знаат, да чујат, како да не сакаат да гледаат, да слушаат. Зошто во тоа време се случија отпуштањата од ДВК и од Агенцијата за разузнавање? Тоа што го спомнувате со отпуштањата во државна безбедност, не знам за дали имало некој масовен број за отпуштање во државна безбедност. Меѓутоа, можем да ја кажем дека претпоставам дека тоа било едноставно гледайте, тогаш имаше неврајна акција која беше наметната од Светска банка и од ММФ за отпуштање. Тоа не беше специјално само за државна безбедност, тоа беше за редуцирање на севкупната државна администрација. Како тогашен директор, зошто сте подпишале толку откази на луѓе кои со години работеле? Во тој период, ако се сеќавате, се случи аферата Големо Уво и се случи одредени други излегување на информации од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање. Претходно беа планирани одредени реформи кои се спроведуваа во тој период и во мое време беа поделени само 60 решенија на припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање и тоа спрема работни места на кои по новата систематизација веќе не требаше да бидат во Управата за безбедност и контраразузнавање. Реално дел од разузнавачките информации кои не можеше да стигнат на вистинската адреса, секогаш разузнавачите бараат други канали да ги направат достапни преку опозицијата. Македонците нема да ви заборават дека условно речено сте оној кој ја растури службата во Македонија и Агенцијата за разузнавање и ДВК. Највише албанците, не македонците. Има една грешка или намерно пласирана грешка. Ја не сум земал ничие досие. Нити сум влегол во МВР и на архиви да ги земам досието на сработници. Добро, може би Димовска ви ги дала на вечера? Не е точно, не е точно. Верувате ми, не е точно. Само една работа е точно. Јас си го земав моето досие, кој има 7000 страници. Таа кујна дека доста му ги дала соработниците на Тачи произлезе од, мислим, од Богоевски и гледам до ден денеска таа приказна се врати. Јас морам да кажам дека за таква работа не сум запознат и чисто се сомневам дека таква работа се случила. Факт е дека тогаш досијата премногу се шета, тој така наречен безбедносен систем почна да се распаѓа, бидејќи државната безбедност функционира на системот на соработници или како во народен жаргон се нарекуваат кодоши, но тие навистина беа разоткриени и тоа представуваше голем проблем. Чизмата на војниците на ОНА газеше во Танушевци. Престрелките траеа, а никој точно не кажуваше од каде дојдоа и кој ги донесе.
Ние како политичка партија немавме некакви разузнавачки податоци и ние за сите случувања на границата разбравме токму од вас, од медиумите. Во конкретно случај СДС на тогаш располагаше со разузнавачки информации за кои вие говорите и предупредувавме дека може да дојде до ескалација на проблемите. Тоа биле факти и податоци до кои дошле некои, ние ги пренесувавме, алармиравме, баравме политички одговор. Владата се правеше спокојна, незаинтересирана. Зошто молчевте тогаш? Да молчиме зашто? За тоа дека на границата кон Косово има вооружена група која што држи одредено село. Не можам да молчам за нешто што не го знам. Значи јас многу пати тоа сум го кажал и сега исто ќе ви го повторам дека има ровови на границата меѓу Македонија и Косово, дознав од вас преку телевизија. Никој од службите ме нема информирано дека има таква закана за Македонија. Политичкиот врв во тоа време ги имаше правовремено сите информации кои службите ги има во тој период, сепак не беше донесена нити политичка одлука за преземање на некои пошироки операции спрема терористите. Зошто толку време молчевте, особено вие како албанец? Не верував оти тоа се случи и стварно се однесувавме многу наивно. Сите тие информации ги сметав као провокации. Кога вие се појавивте со вашите информации, видов дека тоа е озбилна работа, но вече беше касно. Во целиот тој период бевме во дневна комуникација со господинот Нендух Тачи и тој не уверуваше дека е просто невозможно и дека е тоа само парада на некои поединци кои веројатно дошле од Косово па се враќаат на Косово и така натаму. Сепак е резултат на некои несогласувања помеѓу албанците, затоа што војната во 2001 не беше договорена со политичкиот фактор. Ниту председателот, ниту владата, премиерот, ниту министерствата надлежни има елементи кои што нив би ги ставиле во положба да речат нас ни предстои конфликт. Ние сме пред некаква опасност. Во време кога беше известно оти во Прешевската долина ќе настане примирје, војниците на некогашната УЧК како да не сакаат да се вратат дома. Танушевци беше синоним за немир. Од пријателски служби на респективни држави кои што имаат големо меѓународно влијание, дека они вршат влијание во Македонија да не се прелее ништо, што значи бевме на некој начин сите ставени во едно уверување дека тоа што се случува само на границата со Македонија, северно. Сознанијата конкретно за Танушевци беа дека околу 500 лица има во околината на Танушевци, од кои најголемиот дел беа од Косовскиот заштитен корпус, а само 30 на лица од Република Македонија. Овие демобилизирани поранешни членови на УЧК инсистира, јас сум длабоко убеден, да и понатаму се отварат нови кризни жаришта, затоа што не станаа сите политичари на Косово, не направија сите кариера. Од друга страна, србите веројатно правеа своји калкулации, па исто така има интерес да се прелее кризата во Македонија. Јас најодговорно ви тврдам дека во тој период немаше соработка со српската служба, немаше размена на информации, одредени информации стигнуваа од военото разузнавање. Срджан Керим кажуваше за средбата на премиерот Георгиевски и негова со премиерот Джинджич. Значи нешто непосредно пред да пукне, да речеме, кризава во Македонија, односно војната во Македонија. И мене ме изненади дека буквално, значи, како се вика, Джинджич им соопштил на таа средба и точки, и места, и групи кои ќе нападнат во Македонија. Ве предупредили Джинджич за состојбата во Македонија, што ќе се случи? Тој не предупреди, таа следва беше 10-15 дена. Морам да кажем, Танушевци можеби него не спомна, тој спомнуваше некои села по Шар планина. Иницијалната каписла дојде од територијата на Косово. Оружените групи ја добиваа својата логистика таму на територијата на Косово. Меѓутоа, исто така факт кој што не треба да се подцени е дека воглавном во тие вооружени формации
членува албанци од Македонија. Како одеднаш излегоа луѓе со ознаки на она таму? Не може целата работа да се сведе само на Македонија, затоа што ние имаме на Косово во таква состојба за која што ви велам. Значи, 4 меѓународни организации исто така треба да го дадат одговорот како не знаеа дека во Македонија ќе има таква криза. Никогаш не ви јавија американците кои беа од другата страна на границата дека има движење? Никогаш не ни јави. Не, јасно беше дека кривда се српските служби СДС, кој мапетот не работеше, да ги оддаje собори тогашната влада, најодговорно тврдам дека меѓународната заедница се само помагаше. Ја можем да кажем дека таа е најглупавата теза. Едноставно без било каква логика, да не ја наречам шизофрена теза, бидејќи една партија која што се наоѓа во тој период во опозиција во Македонија и без било какво влијание во самата земја, се предпоставува или се прави конструкција дека имала влијание на српските служби, имала влијание на воените структури на албанците на Косово, кои што беа во судир со српските институции. Овие ликови беа мистични, но нивните имиња релативно познати. Луѓе во екзил, живееа во Швајцарија, мислеа на Македонија. Албанското прашање може да се реши само со војна. Кој ги донесе УЧК во Македонија? Стигале можеш да го прашаш ти, би Вучовиќ и Харадина. Харадинај самиот во интервју тврдеше дека бил против префрлање на кризата од Косово во Македонија. Тоа го тврдел и во времето кога господинот Газим Острени, како еден од челните луѓе на заштитниот корпус на Косово, е исклучен во април месец и разрешен од должноста, бидејќи самоволно, без било какви консултации, доаѓа и ја пренесува заедно со господинот Ахмети кризата во Република Македонија. Po një pjesë kanë mendu që në Maqedoni s'do të me pas luftë armatosën, edhe Ali Ahmeti si figura kryesore bashkë me Fazli Velion duhet me një farforme të menjanohet. Ali Ахмети е човек кој релативно доцна се појава во тие имиња, кој го става за командант, кој го става за главен, тоа не ми е јасно. Тоа најверојатно албанците подобро си го знаат, меѓутоа според моја информација која во тоа време имам и малку подосна, нели, Али Ахмети никогаш не бил човекот кој буквално седи во еден штаб и ги дава правите команди, туку тој бил повеќе нешто како формален председател, а некои други веќе околности. Mas një kohë shumë të shkurtër pas daljes publike të ushtrisë qeveritare kombëtare, unë nuk e kam fshehur identitetin tim, kam dalë si përfaqësues legal, me adresë dhe me qëllimet politike. Кој Али Ахмети и кои се луѓето што ја формираат она? Тие луѓе што ги спомнувате се маргиналци, барем во почетниот период, бидејќи ние имавме проблем со Хашим Тачи, со Рамуш Харадинај и со агент Чеку. А лицата кои вие ги спомнувате се лица одбрани од странските служби да се презентира дека тие се лидерите на така наречената ОНА, Али Ахмети како политички директор на ОНА кој делуваше од Призрена и останатите кои воопшто не престојува во Република Македонија, речиси целиот воен период до потпишувањето на рамковниот договор, кога по налог, значи по инструкции на меѓународната заедница, тие формираа штаб на Шипковица и се појавија како воени представници на така наречената ОНА. И јас никогаш не сум бил во контакт со нив. 95 кога сум држал собери по Швајцарија за мојата партија. Господинот Ахмети ми седеше у масата и ме слушаше. Никад не сум имал никакви соработувања, затоа што јас и оние се разделуваме во една многу жестока точка на марксизам и ленинизам, никогаш не сум прифатил такви варианти. Zotin tha që jam takuar një herë shkurt në Zvicër, kështu që nuk ka patur, mund të them, ndonjë interesim nga subjektet politike në vend këtu që të takohen me pjesën e emigracionit. Nuk kanë shfaqur ndonjë interesim. Кој го спаси своевремено вашиот Вујко Фазли Велион? Unë nuk e di se si kanë shku proceset brenda vendit, por unë e di që ne kemi qenë shumë aktiv në
shtetën e Gjermanisë, kemi kërkuar prej autoriteteve politike, kemi kërkuar prej gjitha partive politike, kemi bërë apele, peticione të shkruara dhe në shkrime, kështu me radhë. Vajet të presionit politik dhe në mungesë të fakteve të argumenteve për të, prokuroria gjermane vendosi lirimin e Fazliveliu. За Фазливелиu не подпишавте екстрадиција. Повторно доаѓаме до една ситуација, неверојатно ДП се обидувал нешто да превенира. Не само нашиот министар, ние притиснавме и премиерот да не подпишу. Значи Лјупчо Горгиевски не подпиша указот за екстрадиција под наш притисок. Све беше тоа во аспект на таа наивност и на таа мислење дека ако е наш е добар. Не е точно. Тој што е лош е лош. Без обзир дали е наш или ваш. И стварно не верувавме од тоа ние ќе дигат пушка нас како легитимни представници на албанци да не соборат од власт. И војната почна. За права или територии, за превласт или моќ. Председателот на Република Македонија Борис Трајковски и лидерите на парламентарните политички партии се залагаат за брзо и ефикасно неутрализирање на вооружените групи екстремисти. На почетокот велевме и сите се сомневавме дека се работи само за криминални групации. Меѓутоа денеска сите извори зборуваат дека може би има криминалци во тие групации, меѓутоа очигледно дека има јасна политичка, логистичка и техничка поддршка од страна на структури кои според наши извори се предселоцирани во Косово. Кога свативте дека е многу сериозно, веројатно после Тетовското кале и настаните? Не, со самото Танушевски се свати дека е сериозно. Тука пазете, немате да имате илузија дека некој не сакаше дека го преспал тој период. Напротив, јас можам да ја кажам дека прво тука имаше една непријатна дискусија која траеше можеби, не знам, 15-20 дена. Тоа е кој е надлежен, кој треба да интервенира во Танушевци. Многу од работите се испуштени од раце и тоа од поодамна, сега дури и некои последици од тоа ги чувствувам. На операција која изгледаше направена како во најдобрите холивудски филмови од време на војни операции, каде што успеа македонската армија и полиција да го освојат Тетовското кале, но остана сомнежот и се гледа дека не видовме жртви од другата страна. Туку се види дека имаше повлекување, затоа имаше многу шпекулации. Следниот чекор требаше да биде или е прекин на непријателско однесување. Во текот на последните неколку дена постоеше еден неидеален прекин на огнот, а потоа планот е да луѓето од УЧК се повлечат. Кога ќе ги споредиме ставовите на господинот Буш, господинот Пауел, господинот Роберсон и господинот Солана, се поставува прашање во чие име настапува понекогаш господинот Фровик, дали во свое лично име, дали во име на Соединетите американски држави, така што сметам дека малку е контраверзно неговото однесување. Имаше една намера, една желба да се демонстрира некаква воинственост во целиот тој период, не водејќи сметка дали со таа воинственост се прави штета на државата или се прави корист. Ние имавме проблем со нашиот партнер, со господинот Горгиевски и неговите играчи кои сака спектакуларна војна победа. И тоа беше катастрофалната грешка што направи господинот Горгиевски. Ние успеавме да се договориме. Последникот беше господинот Фровик. Господинот Ахмеди се повлече у Косово со сето наоружување. Се договоривме со господинот Фровик да има несоопштена амнестија. Ако оваа теза е точна нешто што кажувате, значи ние сме го темпирале темпото на кризните райони, тоа воопшто не беше така. Фровик го понуди планот требаше да биде условно направен еден коридор и да бидат излечени припадниците на она кои беа во тој регион, да бидат однесени на Косово и да дојде до политичко решавање. Во моментот Георгиевски веројатно има објаснување зашто тоа се направи. Секогаш беше УЧК, она и не знам кои, нели,
кој ги отвараше фронтовите и тие го наметнуваат темпото на отварањето на нови фронтови. Договорите сме ги направиле јас, господинот Джафери, господинот Фровик, господинот Трајковски се сложи со ова, нажалост господин Гончевски не се сложи. И тогаш ескалираше конфликт. I think it's a mistake to negotiate with terrorists in this particular case. It's a mistake to do it, and we do not recommend to do it. We have always said, and if you look at the record... Секогаш тврдиме дека ја поддржуваме Македонија во незините права и обврски да ја брани својата територија и да го спроведува владењето на правото. Per krahje nuk ka patur ushtria qeveritare kombëtare, sepse është masa e vërtetë që komuniteti ndërkombëtar nuk ka ditë as qëllimet, as kërkesat politike. Në veçantë në thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian kanë qenë kundër konflikteve, kanë qenë kundër lutrave, por me këtë situatë sigurisht që këto kanë qenë tepër të angazhuar dhe Ова битка не се добива само со прогласување на војна состојба. Треба многу работа да се промени. Овие мафијашко-бандитски криминогени групации ќе ги решиме без војна состојба. Со правење на широка коалициона влада во која што би влегле сите парламентарни партии, едноставно се декларира државно единство. Треба сите политички партии, сите одговорни луѓе во земјата, сиот блок македонски и албански да превземе одговорност во ситуацијата. Реформите се потребни да се надмине ова кризна ситуација. Оној кој сака да ја предизвика војната во Република Македонија треба да биде свесен дека ќе најде на најжестоко спротивставување. Се убедуваме ќе продолжиме со изнаоѓање на политички средства, значи напорите во тој правец ќе течат. Со поранешниот председател Трајковски немавме никакви разлики. Он беше во една навистина тешка и незавидна позиција, од една страна да посредува, да биде некој тип на медиатор помеѓу радикалните структури во ВМРО. По некој велам радикални, некој може погрешно да свати дека тие биле на многу патриотски или националистички позиции. Тоа не е точно, не е национализам, нити патриотизам, да ја делиш територијата на својата земја. Неодложно мора да прогласи војна состојба. Дали во такви околности кои бараме политичко решение и кои вклучува меѓународната заедница, ќе треба да се гледа реалната состојба на теренот и барањето за прогласување на војна состојба, или ќе се обиде онака како што истера кризата Република Македонија и без прогласена војна состојба сушност да функционира како во време на воени услови. Целиот удар се сведуваше на тој елемент, нели? Сега пак, ако се вратим од самиот Пенушевица, секој сум бил за поблази интервенции, за помасовно и побрзо расчистување на ситуацијата кои што имале проблем и најверојатно тоа најкарактеристично се гледа во барањето од наша страна да воведеме војна состојба. Ние не се откажуваме од нашите политички цели. Господинот Ахмети си веќе се согласил да се демобилизира. Ние сите бевме чекор до мира, да некој ја повлече водата и сите останаме како риби на сума. Со подпишувањето на еден ваков договор, лидерите на двете партии на албанците во Република Македонија го промовираа господинот Ахмети, водач на терористите, во официјален политички партнер. И не може да се сложам во никој случај барање на право на некој, да биде некој убиен, па да го заземе неговото место. Да пазим што зборува. Ги убедувам сите граѓани на Македонија дека никој нема да отвори разговори за променување на уставот на Република Македонија, а никој во таа фаза не беше спремен да прими, да речем, на албанскиот јазик да се зборува во парламентот. Меѓутоа сметаме дека целиот тој корпус на работи кои ги направивме, сметавме дека беше доволно во таа фаза да се издигне албанскиот етнос во Република Македонија на повисоко ниво. Во еден момент дојдовме до една апсурдна ситуација да она дава прогласи за етнички права, поголеми етнички права во рамките на Македонија, а председателот на Македонската академија на науките и уметностите, заедно со неколку своји колеги, поддржан од премиерот Георгиевски,
да излезат со тезата за поделба на територии и етничко разграничување. Па, живееме на почеток на 21 век. Доста е со војни, доста се убиства. Народот треба малку поинака да размислува. Да размислува како ќе изгледа светот после 50 години. Нема отцепување и да сакат македонците, па и албанците да сакат да се отцепуваат од Македонија, нема каде да одат. Прво, нема да дозволи НАТО и западниот фактор соединување со Косово. Токму Џафери беше тој што со Ѓоргиевски се договараше за поделба на Македонија. Најсилно ќе ви кажам, немам ништо заедничко со тоа, никогаш, никад, нигде, никој не зборуваше со мене за такви работи, за такви поделби. И тогаш и денеска сматрам дека тоа се глупости. Таквите поделби може да се случат само со настотина илјади жртви. Не може тоа да се случи на стол. Одредени политичари се разликуваме, некои се многу по теорија, но политиката е сепак пракса. Дали беше фингирано, како што ние предупредувавме, кризата да прерасне во граѓанска војна, или беше друга идејата налик на изјавата на Достадимовска, што ние тогаш многу ја експлотиравме и направивме една атмосфера реално како опозиција, дека ВМРО-ДПМН не го интересира ништо што е отаде групчени, дека е поделена, условно речено, владата во владењето со Република Македонија. Јас и до ден денеска ќе ви кажам дека ако гледам на целата таа ситуација, сметам дека Охридскиот рамковен договор е договор за федерализација на Македонија. Од Охридскиот рамковен договор, ние ако погледнеме, значи Македонија својата унитарност ја остапи во името на федерализацијата на Република Македонија, а она што требаше да го добие траен мир и стабилност, очевидно не го доби. Имавме концептуални разлики. Значи, јас и Социјалдемократскиот сојуз искрено верувавме дека не сме да се дозволи ескалација на етничкиот конфликт, дека треба да се најде политичко решение за таа криза. Влеговме на некој начин и се договоривме во таа широка коалиција и ги отпочнавме преговорите дека решението мора да го заштити унитарниот карактер на државата и дека не смее да има територијални решенија за етничките прашања, како еден начелен концепт. Наместо да се смири, се разгори. Наместо да се заврши, се прошири. Арачиново беше близко до Скопје, но далеко од местото каде лидерите ке може да се согласат за војна или примирие. Nuk na ka ardhur asgjë keq nga populli i Maqedonisë. Të këqijat kanë ardhur nga strukturat e organizuara të shtetit. Ne nuk kemi kërkuar as ndarjen e shtetit, ne nuk kemi kërkuar as këmbim territorësh, ne kemi kërkuar që shqiptarët të jenë të barabartë në vendin e tyre, të gëzojnë të drejtat e tyre. Vojna ima samo za teritorij. Само за територија, за права има други методи, демонстрации, штрайкови, не знам што. Јас секогаш и тогаш и сега тврдам дека правата кои што произлегува од рамковниот договор не се од таков карактер за да мора да се земе оружје и со оружје да се издействува тие права. Се дека не се формираше големата коалиција, тоа беше класична битка за освојуване територија. Сега може од денешен аспект, 10 години подоцна, било кој што да сака да мудува и да филозофира, тоа беше класична битка за освојување на територии. Решавањето на работите со крв е тотално непринципиална работа и ако нешто некој сакал од Македонија, треба да дојде да ни каже, ова треба да го направите, ова и ова, за да немате крв и да немате војна.
траеше точно 11 месеци, од 12 јануари до 12 декември. Почна со нападот на полициската станица во Терце, заврши со формирање на мешани полициски патроли во воените зони. Во близина на тетовското село Вејце убиени се 8 припадници на тигрите и волците. Јас имам дете што треба да оди да... Ајде вие, мачите синови да дојдат таму. Ајде вие. Тетово е пусто и преку ден, иако полицискиот час важи постемнување. Полициски сили патролираат низ градот. Нема борби, но опасно е и во центарот. И од мобилни телефони, и од бомби. Во мај, конфликтот го зафаќа и Кумановскиот регион. Рововите се ископани, а илјадници луѓе со дел од пококнината бегаат од селата Матеј, Черлипково, Ваксинце. Само малкумина без пушки в раце одлучуваат да останат. Од село ја има нешто нема, отишли су. Што знам ја? Не ми интересува, ја гледам си моје старине од тој. Во Слупчани и Ваксинце се заканува хуманитарна катастрофа, пишуваат тогаш албанските медиуми. На 14 мај е заробен војникот Горан Митевски. 9 дена беше во заложништво. Беше ослободен со помош на меѓународните представници. И со таа мала надеж излезе дека најдобро дека бев ослободен. Кумановци немаат вода. Браната во Липково ја затвори она. Бројот на раселените се зголемува, но и бројот на загинати од двете страни. Во јуни, врие во Арачиново. На 12 почна раселувањето. Од Арачиново одиме за Косово. Па за Ламуко, од добра од бегам. Немам ја кај да идам. Мора да се вратиме у куќите. На 23 и 24 се случи големата офанзива, откако безбедносните сили го окупираа селото и требаше да се зададе завршниот удар, се вмеша политиката. Војниците на ОНА се извлечени од Арачиново. Раселените македонци од колективните центри излегуваат на протест пред собранието. Гневот е огромен. Битола беше далеко од војната зона, но и таму се почувствува. Гореа објекти на нивните сограѓани муслимани. Голгота пишуваше во весниците. 10 јули повторно се разгорува во Тетовско. Гори лешок. Што смо да живеле? Што смо да живеле, бре? Во селото меѓу мештаните има и албанци. И тие, како и македонците, бараат спас. Македонци ми се комши, живеем тука, живеем сите ми се комши и прашате ги слободно како сме биле поврзани, интимни сите. Затоа, ако се осетите стварно чисти, кој е чист, кој не пугал. Гарантираме, а кој пуга, за нив гаранција немаме ние. Министерството за одбрана објави 34 македонци се киднапирани, 24 се водат како исчезнати. Некои се ослободени. Готово, ајде, јас не остави го. Ајде, врни се. Ајде, ке дачо одведи. Не, ајде. Само што си дојде.
На 6 август албанските медиуми јавуваат македонските парамилитарци палат куќи во Прилеп. На патот кон Тетово убиени се 10 војници, најголем дел од Прилеп. Прилепчани веднаш се одмаздија, ја запалија џамијата. Два дена подоцна кај Љуботенски Бачила загинуваат 8 резервисти. Камионот налета на мина. Во селото беа убиени албанци. Хашкиот суд 9 години потоа пресуди дека дел од нив биле цивили. Примирието е само на хартија. Куршумите се уште се слушаат. На 21 август во пламен Елешочкиот манастир. Двајца вработени во хотелот загинуваат кога војниците на ОНА го окренаа во воздух хотелот. На крајот на август веќе нигде не се пука. Нема жртви, но има тензија и страв од нов почеток. Во декември, во војните зони, веќе заедно патролираат македонци и албанци, а почнува да се прави список за амнестија на припадниците на ОНА. Во февруари во првите борби во Танушевци загинаа повеќе од 10 луѓе. Конфликтот по март се префрли западно. Од Калето, она 11 дена го држеше на нишан Тетово. Арама и полицијата го зазедоа Тетовското Кале. Во април, затишје пред бура. Припадниците на ОНА по изгубеното Кале повторно се вратија во шарпланинските села. Прв поголем судир беше кај Лисец, неуспешна заседа на ОНА. Патролата на полицијата се извлече по 3-часовната битка. Тие беа толку, да кажам, самоуверени и дрски, што ги гаѓаа нашите позиции со минофрлачки гранати. Тоа значи, доколку ја промаша нашата позиција, може да се љубијат собствените сили, затоа треба многу голема самодоверба. Во оваа заседа нас не извлекоа тигрите. Доколку не дојде од тигрите, ќе беше многу лошо. Мислам дека еден добар дел од нас ќе изгиневме, бидејќи немаше каде да се повлечеме. Следуваше шок. Во заседа, патрола на МВР Јарама кај Вејце беше разбиена, 8 на специјалци убиени па искасапени. Групата која ги масакрираше се засолни во околните села. Некои од нив избегаа на Косово. Или беше грешка на војните структури, или е намера, за да некој може поново да продолжи со тие борбени действија. Меѓутоа, ние во сите намери нивни, ние нормално не само што бевме доминантни, ние тоа го покажавме дека ако нашето присуство не беше горе, они нормално дека ќе поделеа Македонија со нивната замисла. На крајот на април АРМ зазеде позиции на Попова шапка. Борбите се вратија, но не само во Тетово. На
На 3 мај на излезот од селото Ваксинце, во напад на оклопно возило, загина еден војник, офицер беше заробен. АРМ упати ултиматум, заробениот да биде ослободен. Во спротивно ќе нападне. По пладнето на 3 мај се отвори Кумановскиот фронт над селото Ваксинце. Цел месец траја жестоките борби, бомбардирања и артилериски напади оддалеку. 7 мај и 24 мај беше најжестоко. Немаше село што не беше гранатирано од страна на АРМ и полицијата. Секој учесник на УЧК беше толку вака ангажирано, бидејќи цивилното население беше во сите села 6-3 дена. Цел терен беше во една карантина. И цивилното население и ние. Меѓутоа, успеавме тој фронт да го држиме до крај. Кај Куманово и Липково се отвори фронт. На почетокот беше од границата кон Србија пред целата Лојане Ваксинце, помеѓу Слупчане и Опае, Оризари и Отља и недефинирано завршуваше пред селото Матејче. Линијата се помести по акцијата за влез во Ваксинце. Жителите на пограничното Лојани на Ваксинце се извлекоа, едни кон Куманово, други кон Липково. Најголемата ја памтам во Оризари кога имаше покушај да единиците, бранителите и од армијата да влезат низ Оризаре за да можат нашиот таа слободна зона да ја поделат во два дела за да можат после да ја освојат. Тогаш беше една од најјаките борби кои ја памтам. И следната борба ја памтам во Ругинце кога беше нападнато цивилното население во село. И тогаш кога отидовме ние беше сосема изгорено селото. Ваксинце остана пусто, а армијата стигна до Слупчански бунар. Она тука на војниците им испрати смртоносен бойлер бомба на конјска кола, но не пукна. Кога ќе стигнеше коњот со запрежната кола до позициите на војската, требаше да експлодира. Но ете се случи една посебна присебност на стражарот, односно дежурниот војник во тој период. Тој на повикот да застане, бидејќи се работеше за ноќно време, не знаеше што се случува, го уби коњот и фактички не дојде до експлозија. Во Матејче цел месец функционираше полициска станица. Фронтот не беше дефиниран, а соседната Отља беше под контрола на она. На 23 мај паравојската нападна. Жестоки борби на мали дистанци, помали од 10 метри. Бидејќи беше на 100 метра и на стоп не гаѓа. И без разлика на каква цена ни речеме така ги да земеме и не пука се метареди со најпри така натаму, извршиме ние страшен напад на тие неколку куќи, посебно таа една куќа и влеговме куќите, оставиме таа куќа. Внатре јас влегов, кога влегов ходникот, буквално право лево од собата која беше имаше прозор кон станицата, видов по теписонот имаше крв. Таа куќа вече беше нападната жестоко, покривот беше запарен, изгорен. И докај можам да кажам докај и 11 часот, ние бевме под постојан огон и ние тука действувавме од таа куќа. Куќата беше изгорена и ноќта ние околу 3 сат заспавме буквално, бидејќи беше малку залади вечерта. Иако горе се уште куќата, ние и така горе како што бевме најгоре, се покривме со некои ќевиња така и така спиевме. По 10 дена борби, државните сили се повлекоа од Матејче. Полициската станица беше минирана пред да ја завземе она. Како може во една средина да се стави толку динамит, каде има цивилното население? Тука има загинати 3 војници. Има 3 војници. Никој не знал дека полицијата оставил толку динамит во полициска станица. По Матејче, во територијата под контрола на она, влего уште 3 села, меѓу кои и Никуштак. Беше пресечен стариот пат кон Скопје преку Арачиново. Фронтот се стабилизира на почетокот на јуни. Во Србија заврши ерата на уште една албанска паравојска. ОВПМВ го предаде оружјето. Српската полиција влезе во регионите до границата со Косово.
Во Куманово на тајна средба генералот Панде Петровски и српскиот воен командант разменуваа искуства како да се спречат искусните герилци да дојдат во Македонија. Истовремено, околу 25 мај, офицерот Тала Џаферија напушта Арама и касарната во Тетово и на другата страна станува командант на бригада на УЧК на планината Кораб. Тоа е ствар на плановите за изведување борбени дејства. Значи, тоа не беше формација која што само се собрала тамо, им се дало оружје и кој што сака да се прави. Значи, тоа беше стварна организација која што била организирана под команда воена и под одговорност политичка. Значи, со сите потребни инструменти поставена како формација и неслучајно и така и дефинирана, значи, во одлуките на собранието како вооружни формации на албанците во Република Македонија. Началникот на генералштабот Јован Андревски си даде неотповиклива оставка поради изгубените млади животи. Председателот на негово место го назначи Панде Петровски. Иако на самиот почеток, кога се уште може би немаше доволно информации, доста прагматичен беше генералот Андревски, кој пак за сметка на тоа што се залагаше за еден можеби пофлексибилен начин во разрешувањето на кризата, доживеа тоа да биде сменет. Панде беше, морам да кажам, многу порадикален во таа смисла, многу повојнички размислуваше отколку да се осврнува на политичките аспекти на разрешување на кризата. Кумановско се смири, а Рачиново почна да се празни. Жителите бегаа и почнаа приказните дека она го контролира селото пред портите на Скопје. Во генералштабот, новиот началник ги убедуваше сите дека Рачиново нема стратешка положба и дека речи си опколено. Наспроти неговата војничка логика, а Рачиново стана закана за Скопје. Опколено, празно и со повеќе стотици добро вкопани припадници на она. Беше прогласена слободна територија. По време на размена на оган и држење на позициите, меѓународните представници предлагаа да се освои селото. Македонските политичари прифатија. Условот бил борбите да траат максимум 3 дена, доколку не се заврши, конфликтот да се решава политички. Планот е направен. Акцијата почнува. Авиони, хеликоптери, тенкови, артилерија. Пешадиското напредување оди споро. Ние Рачиново можевме да го освоиме без посериозни проблеми, меѓутоа не со таа тактика. Во нападот на Рачиново мораше да употребиме многу повеќе тенкови, БТРи, за да не изложиме живата сила на ризик. Ние на Рачиново му правевме пешадески напад. Кога јас со 10 тигри би се укопал на такви позиции, цел УЧК не може да ми извади од таму. Снимките што сега ги гледате се направени од полицајци за време на борбите и по нив. Се гледа колку она била добро вкопана и колку резерви биле складирани во Рачиново. Во една од куќите е снимен и за прв пат загинат припадник на она. Се случувало во неколку наврати да убиеме некој од нив и да видиме каде ќе падне, меѓутоа кога требаше да го извлечеме лешот, тие буквално сите се собира овде. Нивната девиза беше леш да не дадат по ниедна цена, а сега ние извлекувајќи леш да ризикуваме некој да загине, па ние до толку не притискавме. Борбите беа тешки и жестоки. Во Рачиново имавме ситуација каде што тие терористи требаше да бидат протерани и требаше да се воведе живењето во Рачиново и моравме да преземе по жестоки активности. Тие жестоки активности кај меѓународната заедница предизвика реакција и во еден период дури бевме приморени да ја прекинеме акцијата, да не ја изведеме до крај. Еден од нашите соговорници е ранет во борбите. Имаше голем жесток оган да ме дотепат, меѓутоа тука во звратија волците и тигрите кои што беа на околните позиции и го одвлеко огнот кон нив и потоа ми извлеко. Меѓутоа оваа позиција, последната позиција до која што ние заедно со волците дојдовме. Потоа, по моето извлекување, ти имале проблем да се извршат. Значи, нашите единици одвој се извлекле од таму. Не зборувам да напредуваме напред. Третиот ден од офанзивата стига наредба да се прекинат борбите. Јовановски често беше во близина на обрачот околу Рачиново. Јас добив тогаш информација да престанеме
наредба да престанеме со действувањето, ние престанавме. Па мене ми беше многу добро познато зошто сме стопирани, меѓутоа беше многу тешко да им образложиме на колегите. Почнува договор за излекување на паравојската од селото. Ќе се излекуваат со автобуси под контрола на НАТО. Се погласно се зборува дека внатре во селото имало и 30 добро обучени инструктори од НАТО земјите. Оние слики што ги видовме и снимки и луѓето кои беа префрлени до аеродром Петровец, можеме да констатираме дека имаше и други кои не беа од Косово. Да не навлегуваме сега во тие работи. И мир во земја. Американци имаше инструктори во Арачиново? Не, немаше инструктори. Ова само една шпекулација. Многу отворено. Јас цело време бев во конфликтот. Оставите овие вака шпекулации, јас ова што го велам, што го кажувам пред јавноста, бидејќи секогаш сакам да биде многу отворено. Немаше такви луѓе. Немаше инструктори од странството. Војниците на ОНА се превезени со автобуси. Најголем дел од нив со оружјето е префрлен во Никуштак. За малку ќе избиеш инцидент во соседното Уминдол. Жителите беа револтирани што припадниците на ОНА им се донесени со пушките, речи си дома. Имаше протести во Скопје. Жешка ноќ која до утрото се смири. По Арачиново се засилија политичките преговори и се потпиша примирие. Документ со 3 подписи, генералот на АРМ Панде Петровски, полицискиот генерал Ристо Галевски и лидерот на ОНА Али Ахмети, се потпиша на примирието кое се договори преку странски посредници. И примирието беше чудно како и конфликтот. Многу жртви и инциденти кога пушките требаше да мируваат. Сите тие работи ние ги почитуваме од наша страна, меѓутоа терористите не беа обврзани да ги почитуваат и тие баш тогаш го користаа моментот за или да се осветат, или да нападнат, или да направат некое, да кажеме, действие. Село, веднаш до границата, беше под контрола на АРМ и полицијата, но за време на примирието избувнаа најжестоките борби. Gjithsesi se luftimet kanë qenë mjaft të ashpra. Kemi zhvillu luftime edhe në distancë edhe në afërsi, to që janë zhvillu luftime edhe në largësi prej 20 метра. Беа потребени борбените авиони што беа на армијата, полицијата и беше, мислам, се беше во пламен, буквално беше, можно да кажам како што гледаме филмовите во Виетнам. Мислам, тоа ситуација, значи, буквално бевме ние ностоп, се водеа битки тука, нели, колеги од друга страна, ние бевме малце нови дел, беше помирно. Në disa momente kemi pas gjithë situatën në kontroll. Në radushtem gjithë situatën për shkak se gjithë pikat ku ishin stacionuar pra forcat kundërshtar i kishim në kontroll. Пределот гореше, се до повлекување на македонските сили кон Скопје и кон водоводот Рашче. Примирието ОНА го искористи со префрлање на штабот од Призрен во сега веќе легендарното село Шипковица. На денот кога прв пат Али Ахмети дојде, тоа за прв пат, ево сега јавно го кажам, кога дојде во Шипковица, лично врховниот командант во тоа време по трагично загинатиот председател Трајковски се јави на командантот на Тетовското кале и нареди сите действија да се прекратат во тој дел. Значи, некој знаел дека тој ние после разбраме дека Али Ахмети бил тој дел. Генералштаб на ОНА, која е војска, тоа е доказ дека во 2001 во Македонија имаше војна, смета пензионираниот генерал Арсовски. Другата страна копаше и ровови. Ги спојуваше зградите да можат да одат од еден друг крај, покопани ровови, сообраќајници. Тие има своја база во блиску до границата во Косово, од која се снабдуваа со се и се што. Кога беа разбивани, бегаа кон Косово, нели? Ќе слечат униформата и бегаат кон Косово.
Тоа се акти на агресија, значи тоа е акт на војна и тоа беше војна. Во планината Кораб, каде со она командуваше Талат Џафери, немаше борби, освен една, кај Рибница, мал судир без загинати, иако жртви имало, вели Џафери. Во подготовка на време на обука, погрешка, дојде до експлозија направа, на која изгубија живот 5 мина и 2 беа повредени. Политичките преговори се одвива, а примирието во Тетовско се почесто се кршеше. Борбите полека почнаа да се шират и низ Тетово. Пукање од куќи, напад врз касарната и пунктовите, морничави денови за Тетово, кое го чекаше мирот. Тие 2-3 дена додека бевме тамо, се праја неколку обиди за УЧК да влезе во градот Тетово, меѓутоа, благодарение на добрата поставеност на пунктовите и на полицијата и армијата во касарната, тие обиди беа одбивани. Она успеа да се прошири и по патот од Тетово до Јажинци и Косовската граница. Нападнато и засилувањето на полициската станица во Теарци. Полицајец е ранет, а станицата се повлекува. Десет резервисти загинаа тоа утро на Карпалак, сите од Прилеп. Пресечена комуникацијата Тетово-Јажинце, требаше да се изведе една акција за освојување на тој дел. Меѓутоа, непосредно пред Карпалак се случи на 8. А1 телевизија веќе објави дека ќе се изведе акција. Освежување на единиците требаше да се изврши, конкретно зборувам за овој дел, на 7. Државниот секретар се јавил на генералот Панде Петровски да не се изврши провоцирање, да се одложи замена на единиците. На 7 вечерта беше задржана да преспие во касарната Илинден и на 8 наутро да продолжи марш према Тетово. За жал, околу 9:30 од районот Карпалак единицата беше од заседа нападната. До 2 дена пред да се деси Карпалак, на местото каде што се случи овој ден, таму имаше еден полициски пункт. За жал, полицискиот пункт беше повлечен без да се информира армијата. Карпалак и 10 жртви се покажаа како огромна грешка на безбедносните сили. Специјалците сведоча дека на истото место, 10 дена предходно, минале низ 2 заседи. Целото возило димеше. Колегите внатре, бидејќи се професионалци и свесни, буквално со кисел вода гаселе смртите да не се запали и нормално да не експлодира цело возиловаци. Тоа беше пред Да, па така, мислам, околу 2 недели беше, помалку 2 недели беше пред Карпалак. На истото место кај што се случи после трагедијата. Така. Се упативме за Карпалак за 20 на минути, стигнавме таму, под силен оган успеавме нашите колеги да ги качиме во транспортните возила и под оган да ги донесеме во Скопје. Осум војници на АРМ загинаа кога камионот во кој биле нагазил на мина. Се развила и кратка битка меѓу војниците и припадниците на она. Ден подоцна, во акција во селото Љуботен, загинаа 10 жители албанци. Мировниот процес во Охрид беше на работ, но на 13 август беше подпишан рамковниот договор. Проблемите не престанаа. Во Тетово замина новоформираната полициска единица Лавови. Другата страна почнаа да ја убедува да се разоружа. Најмногу проблеми имаше во Радуша. Недоразбирањата беа надминати. Нато го почна разоружувањето на она. Гостин во X0, евроамбасадорот Ерван Фуере, на заокружување на неговиот мандат во Македонија. X0 со Роберт Поповски.
ова стварно нема смисла. Па како можам јас да ја заграм собава кога ја остави вратата отворена? Сега со сати треба да работам за да заграм. Па како после човек да биде ефикасен и да не троши струја? Плюс, промаја ме дува од сите страни. А едноставно е, не ја оставе вратата отворена кога јас сум вклучен. Пш, доаѓа. Користете електричната енергија разумно. Проветрувајте многу кратко со ширум отворен прозорец и заштедете електрична енергија. Ева на Македонија, секогаш тука за вас. Атлетски, авангарден, арогантен, авторитетен, атрактивен. И се е вклучено во цената за 22.990 евра. Toyota Avensis 2.0 дизел со бизнис пакет и комплетно опремен. Моќ и престиж во едно име. Toyota. Комплетни логистички решенија. Дели Интернационал. Движењето продолжува. Новата Opel Astra веќе 13.550 евра. Opel, wir lieben Autos. Koha, Papuron Mekoven, Nandични. Единствено во Космо, февруари, месец на Кензо. Овој месец, сите парфеми на Кензо во Космо дрогериите по неверојатно ниски цени. Кензо Flower, 50 мл, 2495 денари. Кензо Индиго, Лепар, 100 мл, 2780 денари. Кензо Лепар, 50 мл, 1790 денари. Кензо Пуруом, Фреш, 50 мл, 1499 денари. Космо, убавина на живењето. Rotamız Gazze Limanı. Rotamızı değiştirmeyeceğiz. Size gemiye girme emri verilmedi mi? Emri yerine getirin. Polat Alemdar, Abdüley Çoban ve Mehmet Baş. Tek gözünle gördüklerini aklında iyi tut. Çünkü daha fazlasını görmene izin vermeyeceğim. Сакавме автомобил со мала потрошувачка, забавен, токму како новиот Swift. Јас сум фан. Мене ме интересира стилот и дизајнот. Новиот Swift беше љубов на прв поглед. Го обожавам. За мене најважно е да биде спортски. Новиот Swift е токму тоа што го сакам. Јас сум фан. За мене музиката е се. Таа секогаш ме раздвижува. Исто како и мојот нов Swift. Јас сум фан. Suzuki, Way of Life. Не гледате двојно. Со VIP Postpaid добивате 0 денари за разговори во мрежата на VIP и 0 денари за телефони со извонредни карактеристики. Одберете Nokia C301 Touch and Type за 0 денари, Nokia X2 за 0 денари или пак Sony Ericsson Xperia X10 Mini за 0 денари. Побрзајте до 23 февруари. Повеќе за вас. VIP.